Ноќен воз за Германија. На секој 2 дена поаѓа од Пшемишил на границата со Украина и оди до Хановер. Резервирана исклучиво за бегалци, но да се обезбеди место на него не е лесно. Во станицата чекалната стана за солниште резервирано за мајки и мали деца. Тие се првите на кои им се гарантира место во возот. Доброволците на Црвениот крст го надгледуваат процесот. Честопати им се нуди мито, но постои ограничена листа за патници. Александар Храбарчук и неговото семејство побегнале од градот Северодонецк, кој се наоѓа на линијата на фронтот во источна Украина. По 2 дена чекање, семејството е на листата и се подготвува за нов живот во Германија. А там некуда уже возвращаться 70% од градот е уништен. За обнова ќе бидат потребни најмалку 3 или 4 години. Секако сакам да се вратам. Таму пораснав. Беше многу тешко да се напушти градот, но заминавме заради децата. Во секое купе во возот може да спијат 6 лица или до 8 ако има мали деца. Има само 4 вагони во возот, значи имаме 210 луѓе од листата кои ќе се приклучат на возот за Хановер. Посакувавме да имаме 5 или 6 вагони, имаме огромна потреба да се пренесат повеќе бегалци. Процесот е бавен и методичен. Волонтерите го користат секој слободен простор за бегалците и за нивниот багаж. Има многу повеќе бегалци кои се очајни да стигнат до Германија, многу повеќе отколку што има места во возот. Некои можат да патуваат сами со воз, автобус или авион до Западна Европа и понатаму, но многу бегалци загубија се и се подпираат на оваа бесплатна услуга. За многумина ова е долго чекање во студена зимска ноќ. За сега, единствената надеж е да се побегне од војната со помош на странци. По двочасовни проверки, во возот се качија 230 бегалци, 20 на повеќе од планираното. Во 22 часот и 30 минути, возот го почна од Пшемишил 16-часовното патување до Хановер. Уште еден чекор на долгиот пат до нов живот во непозната држава.